Живеат од питање, јадат тогаш кога некој ќе им донесе нешто, а хигиената најчесто ја одржуваат само со вода, бидејќи немаат пари за хемиски средства. До пред извесен период се топлеле на стара греалка и на пареја од топла вода. Сега хумани граѓани им донирале мало ќумбе и 3 кубни метри дрва. Животот во нивниот стан е под секое човечко достоинство. Ова е тажната животна приказна на Цене Маџуни, незиниот 13 годишен син, за кого вели дека има проблеми со срцето, и незината неподвижна мајка. Таа има 12.000 мајка ми, безпомошна, нотари запира за стано, нотари исто така и запира за струја. И уште 2000 денари, со тие 2000 денари јас прво немам за не за да купам некој, а не да јадам. Па принуден да сум додам во грчка црква и да питачам. Почна народов да ми помага и многу сум благодарна. А исто така и народот почна на детето да му овозможува компјутер, една женичка му овозможи, други кој како што има кревет, че иначе донеса, храна че донеса. Еден ден че јадиве, другиот ден немаше се да пија вода и подјеркан чадиве че леживе. Ако сум со лежење сум, кога сум во нозете ватена, не можам да одам. Маџуни вели дека има уште еден син во Хрватска, кој што добил крварење во главата и сега бил сместен таму во некоја болница, но не може да отиде да го посети, бидејќи нема пари. Немам јас од каде пари, не можам ни да си го видам, не можам ни да го посетам, не можам ни да платам. Тој кој беше подобар имав контакт, сега не, пребидејќи сега и да го пушта некогаш од боци врзани на боци на некои други работи, кој ќе го ослобода малце и тој не може да премуваме. Социјална помош не добива бидејќи по 13 години разделен живот таа не е официјално разведена од сопругот кој што не и дава развод, а кој пак има одредени примања. Исто тука пречка и незината мајка која што живее со неа и зема пензија. Помеѓу големиот број на граѓани кои што им помагаат е и Издруженијето Избрани од Бога, кое што им донираше храна и хемиски средства. Да ги повикаме надлежните социјалните центри, значи големите фирми за мала помош на детето. Значи условите во станот како што забележавте се катастрофални. Не се човечки услови тие, значи не може да се живее. Од Центарот за социјална работа во Прилеп велат дека го разгледуваат целиот случај и бараат солуција како може да им се помогне. Доколку пак некој сака да донира пари за семејството Маџуни, може да ги контактира на телефонскиот број 078 531 885 или да донира на жиро сметката во Комерцијална банка, што ја гледате во овој момент на екраните.